Дуи не се загрижени од излегувањето на Алијанса за албанците од коалицијата. Нај вела дека тоа нема да влијае ниту врз партијата, ниту врз коалицијата. За нив е важно што Села и неговите пратеници и понатаму во собранието ќе делуваат опозициски и тврдат дека ќе соработуваат. Села не заминува никаде и Алијанса за албанците тие се во собранието и ако добро ги прочитав и јас и јавноста, тие продолжуваат да делуваат опозиционо и нормално е дека ќе имаме комуникација, соработка и во иднина. Тоа се нивни легитимни ставови и ние ги поддржуваме ако сакат да ги зајакнат нивните структури, партиски структури и така натаму. Врз ДУИ врз коалицијата нема да влијае никако, ако мислите во негативен пристап. Председателството на Алијанса синоќа одлучи да излезат од коалицијата најпредводена од ДУИ, а нивните пратеници во собранието да делуваат како независна пратеничка група. Со тоа коалицијата останува без 4 пратеници, а откако претходно Збогум им каже и Мендух Тачи, сега под контрола имаат најмногу 13 пратеници, што е еден помалку од вреди. Села најави дека ќе делуваат опозициски, а доколку добие понуда да влезе во владата, постави 3 услови: уставни измени, замена на терминот 20% во уставот со албански јазик, како и уставниот суд да носи одлуки со бадентер. Ова за премиерот е погрешен пристап. Во гостувањето на Топ тема на Телма рече дека тој не функционира на ваков начин. По принцип не работам под ултиматуми или условуван, никогаш во животот не работам и тоа е погрешен пристап да се комуницира со мене, мислам. Ако некој мисли дека со ултиматуми или со услови ќе ме омекне или привлече, мислам дека тоа е најпогрешниот пат кој го одбрал. Владеачките партии се обидуваат да стигнат до бадентерово мнозинство, чиј недостиг се покажа како голем проблем за изгласување на системските закони во собранието. Не беа усвоени повеќе закони, меѓу кои изборниот законник, законот за локална самоуправа, законите за судски совет, јавна обвинителска служба и судска служба. Тука и новиот кривичен законник за кој доколку не се изгласа до крајот на годината, одлука ќе донесе Уставниот суд.